Добар ден и добре дојдовте во магазинот за родителство 0+ месеци на телевизија Телма. Каков е темпераментот на вашето дете? Се работи ли за вроден начин на реагирање на светот околу себе или пак има влијание и средината? Може ли да го промениме детскиот темперамент и на каков начин да го процениме за да примениме правилни родителски пристапи при воспитувањето? За сето ова повеќе од разговорот со професор доктор Ана Фрицкант, развоен психолог од Институтот за психологија при Филозофскиот факултет во Скопје. Професорке, добар ден, добре дојдовте во емисијата. Добар ден, Марија, ви благодарам за поканата. Професорке, се почесто можеме да слушнеме во разговорите како децата во едно исто семејство толку многу се разликуваат како да не растеле со исти родители. И разликите се забележуваат уште во најраното детство. Некои бебиња многу плачат, други пак се мирни, растат незабележително. Од што зависат индивидуалните разлики помеѓу децата? Се работи ли за разлики во темпераментот? Ако е тоа во прашање, тогаш што е темперамент? Така, па убаво почнавте веќе малтене го објаснивте, ја објаснивте основата или причините на барем дел од причините нели на ваквите индивидуални разлики, затоа што да, темпераментот најкратко така и се дефинира дека тоа се во суштина индивидуални разлики во таа така наречена сега ние стручно ја нарекуваме конститутивна заснованост на реактивноста и на самоконтролата, затоа што тоа се кога велиме реактивност и самоконтрола повеќе како чадор термини кои опфаќаат цел сплет, значи цела низа на различни карактеристики и димензии во рамки на темпераментот, но дефинитивно темпераментот се го опфаќа афективниот дел, значи емоциите, го опфаќа делот на или доменот на вниманието и тој во голема мера е вроден, да речеме, за разлика од карактерот кој се гради низ процесот на социјализација. Значи темпераментот е во голема мера вроден и тој на еден начин би кажале е како да кажеме пример за една интеграција и на тој социјален развој и на сознаниот развој и на развојот на личноста на детето. И не е чудно што практично, како што наведовте вие, постојат такви уште во сам старт разлики помеѓу деца кои растат и се развиваат во исто семејство со исти родители, токму заради тие биолошки основи на темпераментот и силното, моќното генетско влијание кое што го има во неговата основа, но сепак сакам да нагласам дека не е 100%, значи не е апсолутно дефиниран од наследеното, значи од генетиката. Новите сознанија покажуваат дека темпераментот се развива, значи е под влијание на искуството на секој поединец и заради тоа постојат разлики на возраста, полот има покажува нели разлики во темпераментот помеѓу поединците и така натаму. Така вела дека дури помеѓу еднојајчни близнаци се забележуваат разлики. Сега посебно ако го гледате тоа, значи преку влијанието на средината, значи во оние ситуации кога од X причини се разделени и растат одвоено од други, тогаш тие разлики се прилично видливи, особено ако степенот на стрес кој бил присутен во текот на нивниот раст и развој е различен, значи тоа и така знае да биде поврзано со таквите разлики во темпераментот, да. За некои деца велиме дека имаат лесен темперамент, за други дека имаат тежок темперамент. Тие се избувливи, потоа се импулсивни и слично. Како се може да биде темпераментот кај децата? Освен лесен и тежок? Да, па добро, тоа е една прилично позната нели подолба на темпераментите која што имаат направен уште 70-тите години на минатиот век едни познати клинички психолози, дека нели темпераментот може да биде тежок или напорен, лесен, бавен темперамент и така натаму, и тука повторно доаѓа до тој сплет на реактивност и самоконтрола или себерегулација, затоа што во развојната психологија самоконтрола и себерегулација како поими некогаш и
се користат малтене истовремено или како замена еден на друг, затоа што се преклопуваат во голем степен. И во суштина треба да ги гледаме малтене се спротивни. Значи, колку е реактивноста повисока, толку е самоконтролата пониска и обратно. Колку е самоконтролата повисока, толку е реактивноста пониска. Чисто само да им биде јасно на гледачите, кога велиме реактивност, значи се подразбира како детето всушност реагира на промените кои настануваат во надворешната и во внатрешната средина. Значи, не знам, не секое дете исто реагира на непознат човек кога ќе дојде дома. Значи, некои бегаат, се повлекуваат, реагираат многу исплашено, многу плачливо, други пристапуваат, едноставно сакаат да го запознаат тој странец, условно земено, кој што доаѓа дома, и тука треба многу да се има предвид социјалната референца. Значи, воопшто не е сеедно како реагираат родителите или родителот на тоа ново лице, затоа што ако тоа непознато за детето лице пријател, значи некој што е познат за родителот и родителот со својот израз на лице реагира позитивно кон непознатото лице, тогаш и за детето тоа е порака дека се е во ред, безбедно е, не се плаши, се е под контрола. Сосема различна би била реакцијата ако родителот изреагира уплашено, панично и така натаму. Значи, тоа е таа реактивност, која велам може да вклучува многу широк спектар на емоции, повеќе различни тенденции, односно таа негативна емоционалност, а од друга страна пак таа самоконтрола која и tekako влие врз манифестацијата на сите овие карактеристики на темпераментот е практично дефинирано од различни процеси на вложување волев напор, волева контрола, да практично таа реактивност на темпераментот се држи под контрола. И тука всушност кога прашувате какви видови темперамент постојат, да, во рамки на оние три што ви ги кажав, поновите истражувања пак зборуваат за разлики помеѓу децата во однос на таа нивна екстравертност, значи колку им се брзи реакциите, негативна или позитивна емоционалност, ова што сега ви го објасним, значи како реагираат на нови, непознати нешта, нови искуства, и таа волева контрола или саморегулација, односно самоконтролата која всушност е исклучително важна за контролирање на таа реактивност. Некои родители велат за своето дете такво е од мало, што ќе науми, тоа ќе направи. Што тоа значи? Дека одредени карактеристики на темпераментот ќе се пренесат и кога ќе бидат децата возрастни? Дали нашето однесување на неколку месеци како бебиња е всушност поврзано со однесувањето во подоцнежните години, односно дали едно насмеано бебе во иднина ќе биде друштвено? Има ли некаква корелација тука? Апсолутно дека има, значи постои како силна поврзаност и силен континуитет помеѓу ова што го дадовте како пример. Низ истражувања токму тоа го покажуваат, дека во суштина тоа што го имаме како темперамент во детството, понатаму има еден сериозен линк со личноста во возрастниот период. Така што и ова што го велите, да, тие кои што веќе како бебиња се со повеќе таа позитивна емоционалност, значи поприлагодливи, повеќе реагираат со насмевка, со прифаќање на новите искуства во средината, тие едноставно одат кон тоа да и подоцна во релациите со врсниците, како возрастни, во релации со своите колеги и воопшто со луѓето, полесно се адаптираат, значи бидат поотворени за соработка и овозможуваат да, воспоставуваат едни така похармонични би рекле релации. Значи веднаш гледате дете кое ја има таа позитивна жичка, да речеме вака колоквијално во себе, како пристапува кон другите, како се социализира, едноставно полесно е да се социализира или да го социализирате, и детенце кое што условно ќе речеме го има тој таков напорен, тежок темперамент со изразена негативна емоционалност и отфрлање и непристапување и повлекување, дека многу потешко се вклопува, и тоа знае да биде прилично голем предизвик и за него лично,
Така? Но и за околината, пред се нели семејството, а потоа и сите останати кои доаѓаат во интеракција со него. Така, сега, професорке, што се влијае на поттикнувањето на одредени карактеристики на темпераментот? Еве, споменавте дека понекогаш однесувањето на родителот, но дали може и одредена среќа, емоција, внимание, дистракција? Средината многу знае да влие. Искуствата со кои што се соочуваат децата исто така знае да биде прилично тесно поврзано со темпераментот и неговата манифестација и неговото канализирање. Значи, ако го ја анализираме таа една компонента, нели, само контролата која што е страшно битна, нели, всушност се забележува дека врз степенот на самоконтролата влијаат повеќе нешта, да речеме, како родителот, ако го гледаме семејниот кластер, значи каков родителски стил практикуваат родителите, значи како му пристапува на детето, колку ги следи неговите потреби, колку соодветно и навремено реагира и ги задоволува потребите на детето уште во најрана возраст. Меѓутоа, тука е исто така битен, да речеме, кога ќе подпораснат и кластерот на училиште, значи, да речеме, наставниците имаат исто така или се сметаат за еден сериозен фактор кој влијае врз манифестацијата на таа самоконтрола. Па истражувањата покажуваат, например, дека кога наставникот има повисоки очекувања од детето, кога има една блиска, позитивна релација со ученикот, значи кога постои меѓусебна доверба помеѓу нив, тогаш и кај тие деца, значи кај тие ученици се забележува дека самоконтролата оди повисоко. Меѓутоа, она што е многу важно тука да се потенцира, дека и кога зборуваме за еве овој домен, значи за самоконтролата, таа може да биде висока и ниска. И ваквите промени, например, поместувања развојни нагоре, многу повеќе се забележуваат кај оние деца кои имаат висока самоконтрола. Ама, например, не е забележано истото кога кај дечињата кои имаат ниска, слаба самоконтрола уште рано во животот. И тука практично гледате, сето тоа е врзано со тој напорен тежок темперамент, затоа што ако имате вие висока реактивност, висока негативна емоционалност и ниска самоконтрола, слаба самоконтрола, тоа понатаму знае да ако рано не се фати, не почне да се работи на тоа колку што е нели возможно да се канализира, тоа покажува релативна стабилност понатаму во периодот кој следува. Значи, дури и возраста како фактор не е фактор кој значајно може да ги промени нештата, значи со самата возраст и се што е врзано со напредувањата во развојот не е доволно кога станува збор за слаба или за ниска самоконтрола да ги придвижи нештата на подобро. А на која возраст се развиваат механизмите за самоконтрола? Па до третата година децата отприлика не се разликуваат меѓу себе. Значи се гледа дека имаат навистина потешкоти да ги исконтролираат сите тие нивни желби, импулси. Тоа ви е врзано и со степенот на емоционална зрелост, бидејќи еден од клучните елементи на емоционалната зрелост кај секој од нас е способноста да се контролираат емоциите. Заедно со богатство на чувства, и соодветност на чувства. Меѓутоа, контролата на емоциите е сериозно важна. И сега се забележува во развојните истражувања дека до третата година отприлика нема разлики, ама веќе во четвртата и така почнуваат да се гледаат разлики помеѓу децата, а најинтензивно разликите се зголемуваат помеѓу петата и шестата година. И тоа не е, да речеме, не е нетипично, не е необјаснимо, затоа што развојот на самоконтролата е тесно поврзан со развојот на мозокот. И сега, например, што е забележано во истражувањата од невронауката, ова силна, висока, самоконтрола, локализацијата нејзина е во предфронталниот кортекс. Кај оние кои што имаат ниска самоконтрола, локализацијата е во амигдалата. И фронталниот дел од мозокот многу интензивно се развива и расте помеѓу 5 и 7 година.
И токму затоа пета, шеста гледате дека тука и најинтензивни разлики се случуваат во доменот на развојот на самоконтролата. Таа се разбира продолжува и понатаму во период на адолесценција и слично, иако да речеме постојат истражувања кои велат дека што развиеме до 10-та развиеме во поглед на самоконтрола и после тоа после 10-та година веќе се забележува некој тренд на релативна стабилност. Меѓутоа, не смееме да заборавиме дека периодот на адолесценција е страшно динамичен од аспект на развојот и во суштина и мозокот се развива некаде таму заклучно со младоста, така што има се уште многу време да работите се менуваат на подобро, но стартот е страшно битен, затоа што не сме да се заборави дека, пак ќе речем, тој генетски момент, генетското влијание е прилично важно. Во доменот на самоконтролата некои истражувања дури велат дека и до 64% од самоконтролата кај децата отпаѓа на генетското влијание, значи на генетскиот фактор, што е сериозен процент. Сериозен голем процент, сепак 40% постојат шанси нели за некакво влијание, а можеме ли ние децата да ги научиме на самоконтрола, професорке? Па да, во тоа и се состои, мислам, тоа е суштината на развојот, дека нештата не се еднаш за секогаш дадени, фиксни, туку може да се менуваат, но што порано се започне, тоа шансите се поголеми. И не е лесно и не е брзо. Значи, ако имате детенце кое има, да се изразиме пак така колоквиално, лесен темперамент, значи кое што има повисока волева контрола, значи повисока самоконтрола, позитивна емоционалност, пристапува кон другите, значи тој лесен темперамент се забележува уште во првите 12 месеци, значи кај тие доенчиња полесно се воспоставува ред во спиење, во хранење, значи позитивно реков реагираат на нови нешта, нови искуства во околината, нови луѓе, нови предмети и така натаму, значи имаат навистина една така позитивна би рекли аура околу себе, така, значи позитивна енергија и со нив едноставно им е полесно име и на родителите, на наставниците. Значи, посериозен предизвик се оние деца кои имаат таков напорен или тежок темперамент, кои реагираат плачливо, нервозно, гневно, во ситуации во кои друго дете би останало смирено или би изреагирало можеби и позитивно. И сега тука постојат различни начини, да речеме, она што е суштински клучно е дека родителот прво мора добро да го познава своето дете, значи да го следи. Затоа што ако имате дете со тежок темперамент, добро е, например, да не го изложувате на искушенија. Така, ако знаете дека нема да може да се воздржи, ако види некоја играчка која ја сака или не знам чоколадо, а знаете дека не е време сега да јаде чоколадо затоа што следува ручек или што и да е. Значи едноставно еден од начините помогнете му да го контролира своето однесување со тоа што ќе едноставно ќе ги избегнете тие ситуации или моменти на искушение. Така, понатаму треба да се помогне да научат да поставуваат цели, да научат да се стрпат, да истраат, да не изреагираат на прв момент. Треба да се мотивирани. Мотивацијата е исто така сериозен момент кој знае да помогне во тоа градење или развивање или стимулирање на самоконтролата. Ама за тоа велам и ни за други начини има, ама основата е родителот да биде прилично сензибилен кога станува збор за неговото дете, значи да го познава добро и да знае да се прилагоди на условите, значи затоа што навистина од аспект на детето му е многу потешко отколку на родителот, затоа што тоа во себе се бори, е растргано помеѓу сите тие желби, емоции, чувства и така натаму, бидејќи знаете како, дури и кај оние дечиња кои имаат пониска самоконтрола, не секогаш е проблем во тоа дали
сваќа, дали разбира дека треба нели да се воздржи. Проблемот е што можеби дури да разбира нема капацитет да го спроведе тоа. И тоа е она што знае да биде прилично сериозен и голем предизвик. Апсолутно голем предизвик, како што споменавте, и за родителите, и за целата средина, па и за наставниците. Професор, ќе им дадеме можност на гледачите денеска да бидат дел од оваа емисија со нивни прашања, значи да учествуваат во концептот на емисијата, во незиното градење со нивните дилеми, токму на оваа тема. Темперамент кај децата. 3076-677 е телефонскиот број на кој што ги очекуваме вашите јавувања. Професор доктор Ана Фрицкант, развен психолог од Институтот за психологија при Филозофскиот факултет во Скопје, е нашата денешна гостинка која што дава убави јасни појаснувања поврзани со темпераментот. Пред се, во моментов зборувавме за самоконтролата кај децата. Професорке, дали целокупното однесување на детето зависи од неговиот темперамент? Или не е баш тоа така? Не би било добро да е така и за среќа не е така. Значи, дефиниране во голема мера, темпераментот не можеме да го занемариме, но многу е важно, пак ќе речам, многу е важен контекстот, влијанието на контекстот. Значи, како и каде и со кого расте и се развива, под кои услови, колку е стимулативна средината за развој, значи со какви искуства се среќава, дали искусува високо ниво на стрес или живее во од аспект на стрес од релаксирани услови. Значи многу нешта, како да речам, се тука вклучени, а не само темпераментот. Иако да, тој има сериозно голем удел во тоа како детето нели ќе се однесува и во каква личност подосна ќе се разви. А како да процениме? На кој начин да процениме каков е темпераментот на детето? Со многу внимателно следење. Она што реков, значи родителот треба навистина да биде квалитетно вклучен во развојот на детето. А кога велам квалитетно вклучен, не да спроведува од некоја одредена рецептура, затоа што обично нели кога сме во онаа рана фаза, нели нови родители како улога, знаеме на пример да се водиме од препораки како да се постапува и слично, меѓутоа рецепти не функционираат универзално, значи не постои такво нешто. Тоа што функционира кај едно дете не мора да значи како ќе функционира кај некој друго. Значи родителот треба да го познава многу добро своето дете, прва работа, и второ секогаш треба да имаме предвид дека таа релација дете-родител е двонасочна. Значи не е само родителот, во голема мера е нели детето, неговото однесување, неговите барања, степенот на развој кој што го има достигнато, кој знае да влие врз тоа како родителот всушност ќе настапи, ќе се однесува кон детето, бидејќи праксата покажува дека неретко родителите кои имаат деца со таков напорен темперамент, уште во првите 2 години, значи во периодот на доенче, знаат прилично да бидат истоштени. Затоа што тие се обидуваат на секој начин или да одговорат на потребите, да го смират и така натаму, и тоа исцрпува. И во еден момент некогаш и креваат раце и велат, во смисла креваат раце не од детето, туку не знам што веќе да направам за да се смири, и на нив навистина име тешко. Треба многу трпение, и многу следење. Значи, ако по овие нешто што ви ги опиша веќе како димензии, карактеристики, се препознава многу рано каков е темпераментот на детето, и согласно тоа се треба нели и родителот или родителите да го прилагодат своето однесување. Така, сега ќе проговориме за ова прилагодување, приспособување на однесувањето. Многу родители се чувствуваат немојкни, бидејќи одредени воспитни мерки кои што успешно делувале кај едно дете, потоа немат никаков ефект кај помалото братче или сестриче, па сега се размислуваат дали да ги поместат границите во воспитувањето, дали да попуштат или не. Бидејќи секаде може да прочитаат, многу е важно да се постават граници. Што да се прави во ваква ситуација?
Ќе мора да се прилагодат сега кога велиме поместување на граници, не значи на пример да станат максимално попустливи, бидејќи екстремите никогаш не носат добро, но кога зборуваме за тие родителски практики, јасно ни покажува праксата дека чисти родителски практики или стилови постаат само во теорија, значи не ги гледаме во пракса и многу често се случува да ист родител кон своите неколку деца практикува различни родителски практики или стилови, така што тоа е сосема разбирливо и очекувано. Например, сосема поинаку ќе се однесува ако детето е прилично екстровертно, едното дете, а другото дете е прилично затворено и интровертно, бидејќи нема да функционира, како што рековте, истото. Не знам, ако, например, го пофалите интровертното дете и за некој помал успех, ќе постигнете многу повеќе, отколку пофалбата кај екстровертот. Ова, веднаш да нагласам, не значи да не ги фалиме екстровертните деца, напротив, треба се фалат, но пофалбата кај екстровертот само ќе потврди, па да, знам дека сум најдобар. А интровертот пофалбата ќе го поттикне, значи ќе го охрабри, бидејќи тој е онака поповлечен, посрамежлив, поплашлив, сега вака стереотипно, нели, ако ги споредуваме интроверзијата и екстраверзијата, иако и тука постојат индивидуални разлики, суптилни разлики и помеѓу самите интроверти, значи во рамки на тој кластер, односно кластерот на екстроверти исто така меѓу себе знае да се разликува. Така што дефинитивно дека всушност детето ќе му покаже на родителот што е тоа што му треба и што е тоа што очекува. И треба да бидат подготвени родителите дека доколку нивното дете има таков понапорен, потежок темперамент, ќе се соочат со навистина многу поголем предизвик, отколку ако имаат детенце кои има лесен темперамент. Не е, например, лесно да се социализира и дете со бавен темперамент. Хипотонично, затоа што и тука пак предизвикот е како да го раздвижите, како да го разбудите условно земено, така, значи да се подигне тоа ниво на активност кај него. Значи, си има свои предизвици, ама тоа се некогаш да речеме и убавините на родителството. Така учите постојано и се обидувате да бидете најдобар што можете како родител. Да. Професорка, имаме гледач на линија, да му дадеме предност и да го слушнеме прашањето. Добар ден. Добар ден. Повелете. Слушам емисијата и станува збор за едногодишно детенце. Така? Најчесто кога е нервозен или нешто не е по негово, или додека јаде, знајам нигде никаде со рачето се удира по глава. Предпоставам дека е некако нервоза, меѓутоа не можеме да сватиме зашто е тоа така. Така, значи вие имате дилема што се случува, зошто едногодишно дете кога е нервозно почнува да се удира по главата. Ви благодарам за вклучувањето во програма. Професорке, што можете да дадете како совет во една ваква ситуација? На таа возраст се уште не можат да ги контролираат емоциите, значи немаат развиени механизми како да се смират самите себе си и знаат, значи колку се помали знаат, например, и вакво однесување да манифестираат кога има емоционална напнатост во нив, во негативна смисла, односно кога се лути, кога постои фрустрација некаква или се гневни и така натаму, или пак можат, не знам, да гризнат друг, да удрат друг. И тоа се реакции кои се среќаваат кај помалите, значи на година, две и така натаму. Со тоа што треба прилично смирено со страна на родителите. Значи, кога ќе почнат да го прави тоа, да се обидат да ја стопираат таа негова реакција, односно тоа негово однесување, да дадат можност, нели, сепак да ги испразни тие негативни емоции во себе, ама треба да се бара секогаш, многу е важно ако сакаме нешто длабински да промениме и да го трансформираме, да се бара изворот, значи причината. Дали има, да речеме, некаква систематичност, повторливост, дека во одредени ситуации, нема да речам секогаш, ама многу често така реагира. Значи, па што е тоа што можеби го испровоцирало на таква реакција. Или пак секогаш кога е луто и фрустрирано, на ист начин реагира. Значи, ако ја разбереме
причината или основата, кога се јавува и зошто се јавува, тогаш можеме и да бидеме попрецизни во однос на насоките како да евентуално се постапи. Ама вака генерално, она што би можела во овој момент со овој фонд на информации што сега го имам да ви го кажам, за конкретниот случај е тоа дека треба да реагираат смирено, значи да не изреагираат бурно, нервозно, затоа што само ќе ескалира целата ситуација и негово однесување и да се види значи ова што ви го кажав, кога, колку често, под кои околности, зошто се јавува. Така, што го поттикнува тоа однесување? Имаме уште еден гледач на линија. Добар ден. Добар ден. Повелете. Поздрав до емисијата, поздрав до гостинката и до вас по студиото. Ви благодарам. Вака имам едно прашање, значи се работи за 3-годишно детенце. Добре. Може да кажа темпераментно или хиперактивно, мислам, не знам како да го кажам. Бевме во заводот во Центарот за ментално здравје. Значи направиме испитување, се тие работи ни кажаа дека таков му е развојот, мислам дека е такво лудо, не знам како да го кажам. Темпераментно. Темпераментно, сака да биде се по негово, значи кога не е по негово, дува, значи кашемава, знае да се смири у тој истиот момент, значи мора многу политички да се фане. Дали се работи за некоја си болест по-конкретна, мислам сега чисто онака како... Така ви интересира за што точно станува збор, дали може би има некаков проблем или некаква болест, тоа ви интересира. Добро. Дали е тоа болест уствари или само една развојна фаза. Добро, ви благодарам за вклучувањето во емисија. Професорке, можевте ли да го слушнете прашањето? Успеав да ги слушнам, нели, оние најбитни моменти. Нема шанси, нели, не можеме да сега потврдиме дека станува збор за болест. Јас секогаш се оградувам од такви квалификации, тоа се многу тешки квалификации. Значи треба да имате навистина многу издржани аргументи кои се засноваат врз проверени, нели, симптоми, параметри и така натаму, за да можете да диагностицирате дека станува збор за некаква патологија. Во случајов добро е што се обратиле, нели, кај стручни тимови, стручни лица, како што кажуваат, и очигледно е направена веќе некаква диагностика. Како понатаму ќе се развива во овој момент не може да се предпостави. Значи добро би било доколку веќе има некаква основа да се сомнева дека постои нешто што, да речеме, не е дел од оној очекуван развоен тек на возраста на која што детето, слушам дека е 3 години, така отприлика, така рекла, дека е 3 годишна возраст. Значи би било добро ако веќе, нели, постои основан сомнеж, да продолжат да детето, нели, работи со стручна екипа, со стручни лица, и тие се тогаш најкомпетентните кои би можеле да кажат за што се работи и како тоа понатаму треба да се санира, бидејќи знаете, мора да има контакт со детето, да се следи, да се проверат сите битни параметри за да може да се каже што понатаму. Некогаш кога реагираат, јас само генерално ќе зборувам сега, кога реагираат еве вака дека сакам веднаш, сакам да биде по мое, да, знае да биде врзано со ниската емоционална контрола и се уште ниската емоционална зрелост која на 3 години е очекувана, но ако да речеме тоа се искомбинира со попуслив родителски стил, значи не сакам да кажам сега дека овие родители практикуваат во конкретниот случај попуслив родителски стил, меѓутоа генерално, но таа комбинација во принцип би била проблематична. Да, и тогаш тоа попуслив родителски стил со таков еден, нели, темперамент ќе го забетонира, да речеме, тоа однесување на детето по принципот сакам се и сакам веднаш, и тоа всушност нема да придонесе кон развојот на самоконтролата и себерегулацијата понатаму, затоа што тоа што го знаеме и од пракса и од емпирија е дека децата кои растат со родители или родители што практикуваат попуслив родителски стил, каде му се дава многу љубов, се задоволуваат желбите до максимум,
практично се многу ниски на таа самоконтрола и генерално не се среќни, иако вака среќни деца, затоа што на прв поглед може да изгледа дека па се му се дозволува, мора да е среќно. Меѓутоа не е баш таа релација таква. Така што треба да се води сметка нели како родителите реагираат, оти некогаш кога ќе ви дојде, еве да речеме ака преку глава и ќе ви падне и цензурата и едноставно прави што сакаш, нели нека биде по твое, исполни му ја желбата само да се смири и да имаме малку мир дома. Значи, тоа е некогаш и разбирливо однесување, затоа што не можете вие да бидете 24/7 како човек, пред се како родител, со многу висока самоконтрола и висока цензура и така натаму. Значи, некогаш може и така да изреагираат, ама јас зборувам сега тука за едно систематично, повторливо однесување како стил на родителство, кој што оди кон тоа, нели, попуштање и така натаму. Но, да се вратиме во конкретниот случај, сепак јас би ги охрабрила да продолжат како што почнале, значи да продолжат и да детето работи со стручни лица кои најмногу, нели, најдобро ќе го запознаат и ќе можат и најмногу во тој аспект да му помогнат. Тука ќе направиме една кратка пауза со блок реклами, а веднаш потоа продолжуваме со денешниот разговор. Почитувани останете на тема, има уште многу дилеми за разрешување. Со професор доктор Ана Фрицханд, развоен психолог, денеска зборуваме за темпераментот кај децата и за сите предизвици со кои што се соочуваат родителите кои што имаат дете со тежок, напорен темперамент. Професор, ке некога се случува децата да викаат, да имаат тантруми, да врескаат, од друга страна родителите исто така да го изгубат трпението и тие да бидат и погласни од детето. Сега, детето ја чувства ли фрустрацијата на родителите? Дали тоа дополнително создава проблем? Ја чувствува апсолутно. Ви кажав претходно дека таа динамика и релација помеѓу детето и родителите е двонасочна, така што дури кога се многу мали, знаат да изреагираат, да почувствуваат кога родителот е, не знам, нервозен, напнат, фрустриран, нерасположен или пак среќен, задоволен и така натаму, и согласно на тоа практично возвраќаат и тие самите. Така што ако имате нервозно доенче и вие нервозно реагирате, а се обидувате да го смирите, а гледате дека прво вие не сте смирени за да можете да го смирувате него, не само што нема да го смирите, туку ќе почне да плаче уште посилно и уште поинтензивно. Така што и такако знаат да влијат, рековте, да, и јас пак го кажувам тоа, живи луѓе сме сите и родителите се живи луѓе, имаат своји моменти на слабост, моменти на нервоза, на премор. Едноставно, да, секој се труди да биде најдобар што може, меѓутоа некогаш е тешко да се абстрахирате од сите можеби проблеми, предизвици на работа, надвор во секојдневните интеракции, слично, и тоа во таквите моменти на слабост знае да се рефлектира и врз децата и да тие реагираат. Да речеме, ако се обидува да ви го привлече вниманието, а вие сте фокусирани на нешто што морате со краток временски рок да го завршите, ќе расте напнатост и нервозата и кај него и кај вас. Кај вас затоа што тоа постојано ве довикува и вие не можете да му звратите, му велите чекај уште малку, дај ми уште некоја минута, сега ќе завршам, а кај него затоа што не може да го добие контактот со очи и вашето внимание тогаш кога му треба. И на крајот сето тоа може да заврши со плачење од страната на детето и викање од страна на родителот кој, нели, има прилично веќе високо ниво на нервоза. Во такви моменти веројатно е најдобро да ресетирате, значи да кажете добро, стоп. Ајде, го оставам ова сега, да видам што е тоа што му треба на детето, бидејќи колку е помало, толку тоа е помалку подготвено да одложи така задоволување на некоја негова потреба и ќе биде фокусирано на тоа да го сврти вниманието на родителот максимум колку што е тоа возможно, а ако не на смирен начин, тогаш со вриштење, со плачење. Повторно гледач очекува да постави прашање во денешната емисија. Добар ден за него. Добар ден.
Еве уште една шанса за гледачот да се вклучи во денешниот магазин за родителство 0+ месеци. Да слушнеме која е неговата дилема, неговиот проблем. Добар ден. Не можеме да го вклучиме во ред, може да се јави подоцна повторно, а сега ќе следуваат професорке неколку телопи, дел од нив се сублимација на ова што го зборувавме досега. Во некој од нив има и некакви дилеми кои што можете да ги разрешите. Да започнеме со првиот телоп, односно дали ова точно, кој што гласи: децата кои се чувствителни на негативно однесување на родителите често самите го предизвикуваат таквото однесување. Има ли вистина во ова? Па делумно да, ако се вратиме на тоа што го зборувавме во првиот дел од разговорот, кај таа негативна, да речеме, емоционалност и реагирање на многу пониски дразби, на дразби со многу понизок интензитет, значи, а реагираат бурно. Например, на овие деца кои припаѓаат во групата на тој тежок темперамент, многу помалку им треба за да изреагираат гневно и нервозно, или да изреагираат со плачење, или да изреагираат со страв, да избегаат и така натаму. И тоа може, бидејќи детето и родителот се секојдневно во интеракција, тоа со тек на време може да ја толеранцијата на фрустрација да ја спушти и кај родителите, и едноставно со тек на време и тие да станат понервозни со самото тоа истоштеност или неможност да повлијаат врз тоа да се промени ваквата реакција кај нивното дете. И со самото тоа можеби се доживуваат помалку успешни и фрустрацијата кај нив расте, така што значи таа релација е взаемна, дефинитивно е взаемна. Значи прилично предизвикувачка, да не речам тешка комбинација, ако имате нервозен родител и нервозно дете кој има ниска самоконтрола, нема баш некакви механизми функционални за контролирање на своите емоционални реакции, и имате дете кое има од овој малку понапорен темперамент. Тогаш навистина знае да биде прилично тешка секојдневната интеракција помеѓу нив. Така, добро се знае дека односот е двонасечен и во решавањето на проблемот треба всушност да учествуваат и родителите и детето. И динамичен е, значи се менува, не е нешто што е статично, да. Значи може со текот на годините детето да го надрасне сето ова и да се среди? Ако се инвестира во таа емоционална зрелост, инвестира во емоционалната интелигенција, во вежбањето на самоконтролата, да, може, со тоа што пак нагласувам веќе неколку пати, мора да се почне прилично рано, бидејќи покажуваат стабилност. Значи сега да не живееме и во некој впечаток, во некаква илузија дека можеме многу да промениме. Значи некои работи до одредена возраст и можеме, ама понатаму е веќе прилично тешко и можеби бавно оди промената, затоа што и инхибицијата, значи и волевата контрола и значи таа самоконтрола едноставно кога еднаш ќе се воспостават, понатаму покажуваат релативна стабилност. Истото го имаме и кај темпераментот. Јас реков на почеток, да, тој се развива, ама има и такако силна врска со она што станува понатаму личност во возрастниот период. Така што мора многу рано да се почне и да немаме некакви нереални очекувања, бидејќи никој од нас не е волшебник и нема волшебно стапче кое ги има сите одговори со кои се може да промене на начин на кој што замислил дека треба идеално да изгледа. Ајде да погледнем уште неколку сублимирани поенти на крајот од денешната емисија. Следната вели: децата со тежок темперамент често го преокупираат поголемиот дел од вниманието на родителите, додека тие што полесно се приспособуваат, чии негативни реакции се пократкотрени, може да останат до некаде и запоставени. Ова веќе го појаснивте, ако не се лажам, во текот на емисијата. Би додале нешто уште поврзано со ова?
Тоа е, значи, веројатно ако се така во исто семејство, или претпоставам дека Да, за деца во исто семејство, така. Деца во исто семејство. Па да, затоа што ако имате нели детенце кое е прилично захтевно заради сето ова што го набројавте, сакале не ќе морате да се насочите повеќе кон него и да се ангажирате околу него, и тоа може, ако родителот не внимава, значи може некогаш да јави да резултира со чувство кај другово детенце што еве го опишавте, дека мама повеќе го сака нели братот или сестрата затоа што тие гледаат нели онака црно-бело, значи што е подолго време со него, сигурно него повеќе го сака, претпочита повеќе време со него да поминува, а можеби нели и најчесто причината може да биде сосема друга, затоа што ова дете практично е позахтевно и повеќе мора да се вложи време и енергија со него, бидејќи предизвикот е многу поголем. А не е љубовта во прашање. Така. Ајде да одиме со следниот елоп. Родителите не смеат да се водат од ставот, детето е такво и јас тука ништо не можам да преземам. Доколку понекогаш родителите изгубат надеж, што да направат? Потребна е некаква консултација со психолог? Најдобро е, видете, секогаш е добро да се консултира стручно лице, ако дојдеме во точка дека еве јас ги исцрпев сите мои начини, можности, знаење, умења, вештини, не функционира, до тука е, нели, може секогаш да научиме нешто ново и да стекнеме ново искуство, така што тоа не би требало да биде никаква табу тема, дали да се обратат или не, да треба да се обратат, со тоа што ако кажеме дека такво е и што да му правам, нема, нели? Тука не оставате простор било што да се промени и едноставно веќе вие со самата таа изјава во старт сте се откажале да вложите дополнително, значи не велам дека не сте вложувале до тој момент, ама еве, да се обидете да направите нешто поинаку, да вложите дополнително време, енергија, и тоа по мене не е препорачлив, став. Иако многу е важно таа стабилност, значи развојот е можен во било кој период од животот. Ама колку нешто подоцна почнеме да го менуваме, толку е потешко и побавно, значи нема гаранции дека ќе има голема, видлива, сериозна, квалитетна промена. За некои работи може потешко ќе успеваме, некогаш и нема да успеваме. Ама битно е да не се откажуваме никогаш, затоа што лично сметам дека во таа дијада многу му е потешко на детето. Тешко му е на родителот, јас разбирам дека е голем предизвик, ама на детето од сите овие причини кои веќе ви ги објаснив му е многу потешко. И тоа секогаш треба да го имаме пред. Следното е за прифаќањето на родителите за ситуацијата во која што се наоѓаат и вели прифатете ги слабостите на своето дете. Претпоставам дека ова е тешко да се прифати. Тешко е и треба да се обидеме не само да ги прифатиме и да останеме на тоа, оти ако ги прифатиме и останеме на тоа, ќе се вратиме на претходното, такво е што да му правам, му нема менување. Да, треба прво да сме прилично објективни, значи што е тешко, затоа што родителите кон своите деца се најчесто субјективни. Ама треба да се обидеме ако сакаме навистина да го извлечеме максимумот од развојот и да му направиме најдобро што можеме нели на детето, е да бидеме објективни и да бидеме свесни за неговите слабости кои што да речеме ги согледуваме и да се обидеме да ги канализираме и евентуално трансформираме во можеби понатаму нешто што нема да биде слабост, туку можеби ќе му биде и предност. Ама се почнува од тој објективен став, затоа што ако замижувам дека моето дете се соочува со одреден предизвик и негирам дека такво нешто се случува, тогаш ништо добро не правам ни како родител за себе, ни како родител за моето дете. Бидејќи од тука натаму, нели, ако негирате дека имате проблем, тогаш нема ни да се обидувате да го решавате. Значи сите ние имаме слабости и како возрастни луѓе, не само децата, ама треба да научиме да живееме со нив, значи да ги прифатиме, да живееме со нив и евентуално да вложуваме за да ги трансформираме, така. Во нешто ќе бидеме поуспешни, во нешто нема да бидеме толку успешни, но сепак
нели, најлошо е да негираме дека нешто постои, дека нашето дете е совршено, супер е и ништо, значи нема никаква слабост. Такво нешто не постои. Такво нешто совршени не постои. личности не постојат во ниеден возрастен период. И последното што е исклучително важно, совет со кој што ќе заокружиме денешната емисија се однесува на родителите и вели бидете трпеливи. Не е едноставно да се биде трпелив, особено во ова време во кое што живееме, но очигледно и ние треба да учиме некои работи. Трпеливоста мораме да совладаме. Да. Трпеливоста, смиреноста се и такако големи вештини и доблести. Мислам, мајсторија е тоа. Не може да речеме дека, не знам, јас сум трпелива затоа што сум седнала и сум слушала некого пола сат или 45 минути. Значи, подразбира една константност во нејзиното манифестирање. Така е во различни ситуации. И воопшто не е лесно да се усоврши, ама е прилично исплатливо, зборувам од аспект на родителите, не само ако имаат дете кое има таков предизвикувачки темперамент, туку генерално трпеливоста и смиреноста е нешто што им е потребно на сите родители кои имаат деца во развој. И не само во периодот на детството, туку и во периодот на адолесценција, затоа што како се менува возраста и како растат, така други развојни задачи доаѓаат како приоритетни и се си носи тоа само со себе, значи друг тип на предизвици кои повторно ќе бараат трпеливост и смиреност и отвореност за комуникација кај родителите. Некои велат, чекај бебето да порасне, понатаму ќе биде се полесно, но очигледно тоа е една голема заблуда, бидејќи постојано се соочуваме се со поголеми предизвици, а за сето тоа треба да имаме релевантни информации како да ги решиме, како да се соочиме со нив и да ги решиме. Професор, ќе ви благодарам за вашето денешно гостување во магазинот за родителство 0+ месеци, на вистина многу корисни совети и препораки за сите нас родители. Да, ви благодарам на поканата, ми беше задоволство. Почитувани професор доктор Ана Фрицкан, развоен психолог од Институтот за психологија при Филозофскиот факултет во Скопје, беше нашата денешна гостинка во магазинот за родителство 0+ месеци, со која што разговаравме за една исклучително актуелна тема, а тоа е темпераментот на детето, дали тој може да се промени и што ние треба да направиме за работите да бидат под контрола, условно речено. Ви благодарам за вниманието за кое што не следевте и денеска. Се гледаме секој понеделник во магазинот за родителство 0+ месеци, а од вторник до петок во Телма амбуланта. До гледање.